Великденски кули и покрсти. Долговековна традиција во Македонски Брод, на вториот ден Великден, во која броѓаните биле над османлиите. Рано наутро се носат покрсти, кои започнуваат со литургија во градската црква, нешто пред 8 часот. А потоа се прави повраќа на чело со свештеникот, позади кого доброволни верници носат религиски обележја и икони. Додека пак учесник во покрстите може да биде секој што ќе посака, без никаква посебна одговорност, носење на икони и слично. И така собраната повраќа го заобиколува целиот бродски атар, на сите 4 страни. Веднаш по тргнувањето на покрстите се излегува по ридот до местото викано Топола, каде што се врши првото заклинување. Заклинувањето се врши така што еден од верниците зема сакира и на еден даб, каде што порано се наоѓала црква, се формира крст во кората и се отвара отвор, во кој свештеникот за време на светото пеење го полни со свето лепче и вино и ги пее стиховите кои им се добро познати на сите дотогашни учесници на покрстите. А тие гласат: Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им даде. Овој обичај символично го демонстрира тргнливиот пат на Исус Христос, од фаќањето во Гецеманската градина, па се до Голгота, каде што е распнат. Крстот на кората го символизира крстот на кој е распнат Исус. Отворот е гробот Исусов, додека пак лебот и виното се телото и крвта Исусова. На крајот дупката се запечатува со клин, кој што во пролет ќе оживее дрвото и на некој начин ќе даде нов живот. Така и Христос со воскреснувањето од гробот дава нов живот. Ова заклинување се врши на сите 4 страни од Македонски Брод, на различни дабови кои се точно одредени. И некаде напладне, повторно групата стигнува во градската црква. Веднаш по враќањето назад, почнува подготовката за великденските кули, каде пред издигнувањето на истите се извршува обичајот каленчица. Во извршувањето на овој обичај, кој е предвестник на почетокот на правењето на кулите, учествуваат девојчиња облечени во народна носија, кои прават шпалир и е пожелно сите кои сакаат да бидат дел од великденските кули, без разлика дали ќе земат активно учество, да поминат под тој шпалир. Додека пак најхрабрите момчиња, кои веќе поминале под шпалирот, веќе почнуваат да ги прават кулите. Кулите се состојат од 2 реда на луѓе, од кои во секој ред има по 5 мина. 5 момчиња од долниот дел се фаќаат рамо за рамо и врз нивните рамена стапнуваат уште 5 други момчиња, кои исто така се држат рамо за рамо, кои го формираат горниот дел на кулата. Кулите исто така мора да бидат 5 на број, символизирајќи го петвековното турско робство кое владеело во нашата татковина. Великденските кули представуваат традиционална културна манифестација, а воедно и обичај кој се негува во Македонски Брод и датира уште од османлиското робство. Македонскиот православен народ за време на османлиското робство бил доста угнетуван и не му се дозволувало да ги слави своите православни празници, ниту пак да ги извршува своите вообичаени одреди и обичаи за време на празниците. Длабоко isfrusтрирани од овој начин на однесување, најугледните броѓани одлучиле да одат во Цариград кај султан и со злато да откупат еден празник во годината кога ќе смеат слободно да го празнуваат и најпосле да се почувствуваат гордо и среќно поради тоа што се христијани. Како таков празник и голем ден, тие го избрале вториот ден од големиот празник Великден. Начинот на кој тие сакале да му покажат на поробителот колку се среќни на тој ден представува една фантастична одлика на духовната сила која поседувале на тој ден. Броѓани одлучиле да прават кули од луѓе, кои се состојат од 2 реда, со кои јасно ќе им покажат каде се наоѓаат на тој ден и буквално ќе стапнат врз вратот на поробителите.